Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие ја слушате книгата Светска криза и патот до мирот. Ова е збирка на говори и писма од Хазрети Мирза Масрор Ахмад, имам и поглавар на Ахмадија муслиманскиот джемаат, петтиот наследник на ветениот Месија. Писма до светските водачи. जिंदगी बख्श जाम अहमद है क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है. Писмо до председателот на Руската Федерација. До неговата екселенција, господин Владимир Путин, председател на Руската Федерација, Кремљ, Москва, Русија, 18 септември 2013 година. Почитуван господин председател, ова писмо ви го пишувам како поглавар на Ахмадија муслиманската заедница, која е раширена во 204 земји од светот и во целост е миролюбива и го унапредува мирот. Поради денешните околности во светот, јас во своите говори и обраќања ги подсетувам луѓето на нивните должности кон својот Создател и кон своите ближни. За жал, немав прилика со вас директно да зборувам, меѓутоа, сегашната ситуација во Сирија ме поттикна да ви пишувам и да го пофалам вашиот напор во собирањето на светот на маса, на диалог наместо на бојно поле. Нападот можеше да предизвика не само војна во тој дел од светот, туку ќе се претвореше во светска војна. Ми беше многу драго кога го прочитав вашето интервју во западните весници, во кој истакнавте дека таков начин на однесување е исклучително опасен и може да доведе до проширување на судирите. Поради вашето гледиште, главните сили се воздржаа и го присвојува вашето помирливо гледиште, согласувајќи се ова прашање да го решат низ дипломатски канали. Јас верувам дека ова го спаси светот од големо и широко разурнување. Посебно се согласувам со вашето гледиште. Ако земјите одлучат и реагираат независно и направат еднострани одлуки, тогаш Обединетите нации ќе ја доживеат истата судбина како и Лигата на народите, што значи дека би пропаднале. Сигурно дека неодамна се запалија искрите на војната, но сега изгледа дека прилично се стивнати. Нека се мокни од Аллах, овозможи овие искри на војната да бидат потполно отстранети, како резултат на позитивна постапка која е преземена. Главните сили треба да почнат да се грижат и да ги почитуваат помалите нации и да ги исполнуваат должностите кои ги имаат, наместо само да се грижат за својата собствена моќ на вето. Во секој случај, вашите напори во втемелувањето на мирот ме обврзаа да ви го напишам ова писмо на благодарност. Јас го молам Бог, ова да не биде само привремен напор, туку се надевам дека секогаш ќе правите напори кон мирот. Нека Аллах ве оспособи така да постапувате. Поради светскиот мир, кога и да имам прилика, јас го свртувам вниманието на луѓето кон втемелување на мирот преку правда. Некои од своите говори ги објавив во книгата Светската криза и патот до мирот. Како подарок за вас, во прилог ви испраќам копија од оваа книга. Со најдобри желби и молитви, Мирза Масрор Ахмад, Халифатул Месих Петти, поглавар на светски раширената Ахмадија муслиманска заедница. Ова е последниот дел од книгата Светската криза и патот до мирот. Еселаму алейкум.